Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Со денешна работна посета на секторот за внатрешни работи во Тетово, каде со дел од раководството на МВР, остварив средби со раководството на овој сектор, на секторот за внатрешни работи Охрид и на регионалниот центар Запад. Ја продолжуваме оваа серија на посети сектори за внатрешни работи и регионални центри низ државата, за лично да се запознаеме со безбедносната состојба, со тоа што е сработено во текот на годинава, за реализираните активности, да ги видиме постигнатите резултати, да видиме кои се проблемите и да поразговараме за тоа што не очекува во иднина. На овај начин сакаме да направиме еден сублимат за она што е постигнато во 2023 година и да ги зацртаме целите, односно 22 и да ги зацртаме целите за 23 година. Од страна на раководството на овие два сектори, на регионалниот центар Запад, бев запознаен за безбедносната состојба на овие подрачја, со генералните состојби на криминалитетот, но и активности кои се преземаат во насока на намалување на стапката на криминалитетот во приоритетните области, пред се одржување на поволен јавен ред и мир, безбеден патен сообраќај и превенција, со единствена цел подигнување на безбедноста на граѓаните. Согласно презентираните показатели, безбедносната состојба на подрачјето на надлежност на СВР Тетово, СВР Охрид, регионалниот центар Запад е поволна и на задоволително ниво, што е особено важно за граѓаните од западниот дел на Република Северна Македонија, но и во рамки на генералната оценка за безбедноста во државата. На територијата на СВР Тетово, во периодот јануари-ноември 2022 година, споредбено со истиот период во 2021 година, вкупниот криминалитет бележи намалување за 7%. Она што посебно сакам да го истакнам и што без друго охрабрува е дека севкупната ефикасност во откривачката функција годинава е значително зголемена и се движи околу 78%, што е посебно важно како резултат за СВР Тетово. Позитивниот тренд во 11 месеци годинава присутен е и во делот на областа од делот на сообраќајот. Во овој период санкционирани се 24.304 сообраќајни прекршоци, од кои што најбројни се за брзо возење 3.602, а за одбележување е и податокот дека е намален бројот на сообраќајни несреќи за 3%, што се должи на континуираните акцијски контроли реализирани во и надвор од населените места, и тоа не само дење, туку и во ноќните частови со користење на така наречени ноќни радари. Позитивните резултати се забележани во откривањето и санкционирањето на лица инволвирани во неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, како и во областа на јавниот ред и мир. На територијата на СВР Охрид, стапката на криминалитет во период јануари-ноември 2022 година, споредбено со истиот период 2021, е намалена за 14,4%, а зголемена е откривачката дејност, со што е постигната ефикасност во расветлување за 3,3% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Во делот на класичниот криминал, бележиме зголемување на ефикасноста во расветлувањето на кривични дела за 8% во споредба со ланската година и намалување на регистрирани кривични дела за 9% во споредба со минатата година. Во областа на сообраќајот за 11 месеци, во 2022 година, компаративно со ланската година, имаме намалување за 4% во однос на сообраќајните незгоди. И регионалниот центар за гранични работи Запад, во годината која изминува како резултат на добра поставеност, преземени мерки и активности, меѓутоа и нова и софистицирана опрема, бележи значајни резултати во сите области. Во делот на откривање на прекограничниот криминал и илегална миграција бележиме покачување од 95%. Во однос на откривачката дејност, откриени се 4 парцели насадени со марихуана, при што се запленети 524 стебла на тревкаста материја. Годинава преземаме и низа активности по водите на Охридско езеро и на копно со цел откривање на незаконско влегување
и шверц на стока, откривање на кривични дела, незаконит риболов, прекршоци од Закон за внатрешна пловидба, Закон за рибарство и аквакултура, при што бележиме покачување за 91%. Во периодот јануари-ноември 2022 година, споредбено со истиот период минатата година, регистрирано е зголемување на протокот на патници на граничните премини за 27%. Уверен сум дека колегите од СВР Тетово, СВР Охрид и регионалниот центар за гранични работи Запад и во наредниот период ќе продолжат со зголемена динамика при реализација на превентивните активности, но и на репресивните мерки. Па со добри резултати во поглед на ефикасноста ја испраќаме оваа година, меѓутоа само како дополнителен мотив за уште подобри резултати во годината која што следи. Благодарам.